Последниот час од гласањето дел од избирачите во општина Карбинци го искористија за да го остварат своето демократско право на глас. Велат неработен ден за сите останати, но земјоделието не може да трпи па цел ден биле на нива. По завршување на земјоделските обврски го завршија и своето демократско право на глас. Очекуваат промени во државата по завршување на изборите. Ние од како земјоделска, мислам тука од општина Карбинци, сега се суваме да гласаме, мислам немало ништо неред не да има, мислам да се боготира некој гласање, да се е било економично добро. Бевте на работа или? На работа, земјоделец, береме спањак, зелка на пазар, одаме и за пробишти беме, и за тоа каснеме. Земјоделските обврски не може да чекаат. Не, па не може да чекат, тоа си е обврска. Но сепак го остваривте вашето право. Да. Завршивме сега. Сега ферски и домиткарски избори, мислам кој е мислам подобро, мислам за гласањето, нека да убие другото. Па сега е било мирно, не имало проблеми, те работи. И така. Ние бехме на работа. Треба да видиме сега. Треба да гласаме. Треба да се подобре. Во општина Карбинци во основното училиште Страшо Пинџур своето право на глас го оствариле околу 260 гласачи. Дел од нив гласаат по 17 часот, бидејќи во текот на денот имале земјоделски обврски кои не може да чекат. Јас сум од 14 часов, втора смена, до сега е Севорет. И од Забајле, според заменик председателот, се Еворет. А избирачкото место беше навремено отворено? Навремено отворено, да. Нема многу такви проблеми. Нема многу лица што се гласале со отпечаток. Колку гласачи овде имаат право на глас, а колку го оствариле своето право до сега? Имаат право на глас 536 гласачи, до сега имаме излезено околу 260 гласачи. Во село Борилчево има најголема излезност за гласање во општина Чешиново Облешево. До 17 часот овде правото на глас го оствариле повеќе од половината од гласачите кои имаат право да гласаат на ова избирачко место. Навремено отворено, без никакви пречки, без никакви проблеми. Гласањето започна во 7 часот наутро. Колку гласачи овде имаат право на глас, а колку го оствариле своето право? 103 гласачи, до 17 часот 53 гласачи имаат излезено на гласање. Тоа значи дека процентуално... Процентуално околу 51%. Имавте ли проблеми со... Никакви проблеми немаше, се си тече безпрекорно. Денеска граѓаните гласаа на седмите поред председателски избори кои се одржуваат на територија на државата.